Повелете со прашање. Дали СДСМ имате плани за блокирање на парламентот и ако имате кога ќе објавите и од друга страна дали очекувате со чекање, прво чекање пратениците на Домот да поне сами да се откажат од реплики и контрареплики? Она што можам во овој момент да го кажам за целата јавност е дека Социјалдемократски сојуз на Македонија, коалицијата, има и стратегија, има и конкретен план. И дозволете во даден момент да го реализираме тој план и таа стратегија во интерес на деблокирање на собранието. СДСМ, коалицијата и коалиционите партнери, заедно со овие 67 подписи и 67 пратенички мандати, има право, но и обврска, и овие 67 пратеници ќе изберат председател на собранието, ќе го деблокираат собранието и ќе изберат новата реформска влада. Како што напоменав, тоа не е право, тоа е обврска која што ни ја дале 700.000 граѓани во државата. И нема да дозволиме никаков терор и нема да дозволиме никој да не спречи во нашата обврска токму ова демократско мнозинство со легитимитет да избере председател на собранието и нова влада. Кога тоа ќе го направиме, дозволете да таа стратегија и тој план не преку медиумите, туку конкретно биде операционализиран и со тоа да собранието го деблокираме, да престане оваа заштита на огромниот криминал и на милиардите изнесени од Македонија и да дојде нова демократска реформска влада која што ќе работи единствено во интерес на граѓаните. Ке повторам, не е право, само право, никој нема право да ни се заканува и никој нема право да спречи демократското мнозинство во парламентот да избере спикер и да избере нова влада. И ние тоа ќе го направиме. Што значи напуштањето на седницата? Напуштањето на седницата, ние денеска преку нашиот подпредседател имаше изјава во парламентот со која што кажавме дека ќе се откажеме од репликите, но строго ќе ја критикуваме процедурата, односно строго ќе го критикуваме Трајко Велјановски за прекршувањето на деловникот, на уставот и на сите позитивни законски норми во државата. Тоа ќе продолжиме да го правиме, заради тоа што никој нема право и никој нема мандат да го крши деловникот и уставот на Република Македонија. Беше дали со ова еден начин од вашата стратегија? Ние стратегијата ќе ја презентираме, ќе ја преземеме и планот ќе ја реализираме во даден момент и тоа ќе значи избор на спикер во парламентот и избор на нова влада во Република Македонија. До тој момент ќе ги користиме сите механизми кои што ни ги дал уставот, законите и деловникот на сите нас како легитимни представници на мнозинството граѓани во Република Македонија и само мнозинството во парламентот може да носи одлуки да избере влада, да избере спикер и тоа одлика на демократијата во една земја. И ние тоа ќе го направиме. А зашто не ги преземате тие механизми веднаш ако ги имате? Туку на статално почнете. Ке повторам, согласно уставот, законите и деловникот, ние ќе ги преземеме сите механизми да го одблокираме собранието, да избереме спикер и да избереме нова реформска влада. Сето тоа да биде во интерес на секој граѓанин на оваа држава. Зараѓате ли во салата тоа? Апсолутно да. Дали ви припадна лидерска средба? Со криминалци, луѓе кои што ја доведоа Македонија токму во оваа криза, не планираме ниту да преговараме, ниту да се договараме. Граѓаните на оваа држава нам ни го дале легитимитетот, нам ни го пренеле суверенитетот како мнозинство оформено, демократско мнозинство во парламентот и токму овие 67 пратеници во собранието ќе реализират таа стратегија за избор на председател на собранието, избор на новата реформска влада. Во Македонија мора да има суштински, коренити реформи, мора да биде
реализиран и имплементиран извештајот на Прибе, итните реформски приоритети. Македонија е пред крупни реформи со кои што се враќа правдата во државата и секој ќе мора да одговара за секоја една постапка. Ние сме сведоци на инкриминирано раководство на ВМРО-ДПМН, кое што е обвинато за сериозни кривични дела и затоа токму ова легитимно и демократско мнозинство во парламентот ќе ги преземе сите механизми кои што ни стојат на располагање. Господин Николски, да појасниме само што значи ова абсолютно да дека се враќате во собранието. Ќе учествувате цела политичка група, со сите од пратениците или како што напуштите својот документ? Ова е еден циркус кој што е на штета на граѓаните, на директна штета на граѓаните, и дозволивме да граѓаните прво го погледнат овој циркус и да знаат какви се пратеници седат во парламентот и што тие пратеници штитат. Нашата пратеничка група, односно токму овие 67 пратеници кои што го креират мнозинството, се за реформи, за коренити промени во државата, и ние сме ја добиле таа обврска и нема да легитимираме еден ваков циркус и ваква небулозна дебата која што е наметната во собранието. Наместо да се разговара за развојот, за проектите, за реформите, за она што граѓаните ни дале мандат, ние не планираме во целост понатаму да даваме легитимитет токму на ова небулозна дебата која што е наметната во собранието, се со цел да се спаси нечија коша. И нашата порака е јасна: амнестија на криминалот нема да прифатиме и амнестија на криминалот нема да има.